Добро утро за психологот Мирјана Јовановска-Стојановска. Добро утро, Мирјана, и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Темата ја отворивме со Фросина. Моето прво прашање: ни станува ли насилството природно и нормално? И тука не мислам само на физичкото, психолошкото и економското, не само од партнерите, туку и од генерално општеството и средината. Па знаете, сега баш додека слушав, разговарав се со Фросина, добив една идеја дека ние посветуваме големо внимание на последиците од нешто што со години и години претходно не му правиме ништо. Значи, ние го гледаме само крајниот резултат, го гледаме насилството. Го гледаме насилството, оно што се случува затоа што многу мажи заради различни причини не ни перцепираат дека вршат насилство. Економското владење врз жената, сексуалното владење врз жената, емоционалното владење. Значи, за нив е нешто сосема нормално. Значи, дури и не знаат дека вршат насилство. Затоа што во културата во која што пораснале, без разлика кои се различни карактеристики на таа култура, за нив тоа е дозволено, тоа така треба. Она убаво зборував нека модел кој воспитува деца. Ако таткото ја тепал мајката, он има право да ја тепа жена му, да ја тепа сестрата, да се ги тепа децата. Ако комшиите гледал, ако дека жената и нема право, дека треба да седи дома, дека мора да има одреден начин на однесување, кој не смее да го смени, не смее да излезе од тоа. Значи, ние имаме многу подлабок проблем. Ние го гледаме врвот само, не е ни ајсберг, нели, ова 1/3 е само над водата. Ние гледаме многу мало делче над водата. Оно што ние го гледаме тие 40 и кусур %, што па и не знаеме дали се така, можеби повеќето се тоа 40% од оние што вршат физичко насилство, што вршат сексуално насилство, каде што насилството е веднаш може да се дефинира и да се забележи, да се каже, а ова другото ние не го знаеме што се случува. Кога се слушаме во декот на вчерашниот ден за да се договориме за темата и ви кажав неколку насоки, ме прашавте, Кристина, имаме 2 часа за разговор. И навистина е така, бидејќи оваа тема е многу обширна и од различни сегменти можеме да ја обработиме. Ние само ќе чепнеме по површината, толку и време имаме, но ги продолжуваме и ги отвараме постојано, па држиме некаков континуитет. Изминативе години многу често може да се слушне и прочита реченицата жената може се или жената треба да може се. Колку оваа реченица, Мирјана, е предизвик за жените или дополнителен товар на плеќи кој ни се наметнува? Па дополнителен товар затоа што знаете како, нашето општество е нели во развој последниве 30 на години и одиме кон тоа дека би требало нели да стигнеме до таму да затоа што жената која оставиш сама, да, она нема да може да постигне и ќе биде товар. Ако ние очекуваме од жената дека исто ќе донесе заработени пари како и сопругот, нели, за да може тоа семејство да функционира, а во исто време очекуваме дека она треба да роди деца, да ги одгледа децата, да ги земе, да ги однесе на школо, дека треба дома да ја одржува хигиената, да пере, пегла и не знам што. И не знам уште колку таму илјадници обврски, нели сега, затоа што реков некратко ќе зборуваме, така ќе кратиме од све. Значи, што треба да издржи, треба храбра жена да биде, се да може да заврши, се да направи. Се ствара еден култ, еден стереотип, едно мистично гледање на жената, на улогата на жената, каква треба да биде жената и што треба да прави. Мислам, и мажите и жените влегуваат во една категорија, се викаат човечки суштества, кои можат да функционираат само према своите особини, своите потенцијали кои ги носат, не можат да станат над човек. Овој разговор го правиме за да поттикнеме, за да се поттикнеме да побараме помош и поддршка. И да знаеме дека можеме, и да сме сигурни дека можеме сами. Тоа не значи дека треба да го правиме сето тоа сами. Партнерите, средината, семејството се многу важен дел од целата приказна на функционирањето. Знаете како, едно нешто што мислам дека е важно да кажам, значи жената да,
Ако дојдеш во ситуација да си сам, ќе можеш сам. Зошто да не? Такви се околностите. Добра. Да, ние се уште се држиме кон тие традиционални бракови, да речеме, ама ние не сме измислиле ништо подобро како би било да се одгледаат деца. Заради тоа што на децата му треба и едниот и другиот рол модел на родители. А многу е важно тоа дека жената не мора да прави се сама. Зошто? Затоа што и не може да направи се сама. Она може да биде 1.000.000% мајка и 1 промил не може да биде татко. Така да не може се сама. Значи, мора да има уште некој. Не случајно го прашав ова, неодамнишниот случај со родилката која што непосредно по раѓањето си го одзема животот, не само што не растажи и порази, туку го отвори прашањето колку ние навидум силните жени сме кревки и ни треба помош и поддршка. Особено па и во оној период од животот, бременоста, кога нели сите го доживуваат како ете најубавиот период од животот, кога жената блеска и тоа се е така убаво и лесно, не е баш така. Па не е, затоа што, значи, ние функционираме, нели, зборуваме цело време да си ја одбереш улогата, да си одбереш судбината, да си донесеш решенија. Во периодот на бременоста работат многу хормони. Нешто што не е до нашата одлука, до нашиот избор, како ќе се однесуваме или како ќе се чувствуваме. Да, до нас е сега што ќе правиме со тоа што го добиваме, ама изборот е многу собран и многу ограничен. Што ќе правиме ние во период на бременоста? Да, тоа е еден многу убав период. Колку во животот пати? Еднашка, 2 пати, еве, гледам има доста семејства, 3 пати ќе бидеш, некој повеќе пати, ама во најголем број тоа се неколку периоди во твојот живот, неколку години кога си бремен, кога носиш живот, и тоа е толку нешто фантастично, толку нешто убаво, толку нешто чудесно да имаш живот во себе и да го донесеш на свет, да донесеш ново суштество на планетава, нешто што е автентично, оригинално, единствено, да имаш чест, не само одговорност, да го одгледаш, да го подигнеш, да го развиеш, да го постигнеш својот оптимум или максимум на способностите. Значи, и нормално е дека во тој период и во целиот тој процес, не само бременост и раѓањето, на жената е потребно да има луѓе тука. По раѓањето, оној постпородилен период е исто така период во кој што од жените се очекува да бидат супер мајки, супер домаќинки, супер сопруги, да постигнат се, а всушност тоа е период во кој што сериозно има потребна поддршка, меѓу другото и психолошка, не само поддршка од семејството, поддршка од некој кој што објективно ќе ги види ситуациите. Како сега, кога зборувавте, Кристина, мене ми дојде на тага тука. За сите тие што супер мајки, супер жени, обично ние жените си го правиме тоа себе си. Зашто мажов ми очекува нешто од мене, мајка ми очекува нешто од мене, татко ми очекува, на работа очекуваат нешто од мене, свекор ми очекуваат, децата очекуваат од мене. И се ставам во улога да јас ги исполнам сите нивни очекувања, да станам супер жена која ќе може да ги задоволи сите. Знаете, ние имаме некој дефект некаде нарано во воспитувањето. Сега порано веќе и не е толку изразено тоа да се роди машко дете во семејството, па девојчињава, нели, како имаме, ова се вика дете и керка имам. Нели, мислам, го имаме во традицијата, го имаме секаде. Таму некаде длабоко тоа почнува. И таа жена, за да се докаже дека е доволно добра да биде сакана, прифатена, да ја пофалат, дека она ќе направи се, ќе си ја даде таа улога на супер жена. И знаете колку е тажно, зашто е страшно уморно тоа. И затоа што никогаш уствари во потполност не можеш да ги исполниш тугите очекувања, зашто тоа се нивни очекувања. Тешко. Потребно ли е во тој контекст посериозно да се размислува за поддршката или психолошка на жените, да се вметне институционално, да биде задолжителна, бидејќи бенефитот од неа веројатно би бил видлив и подолгорочен? Сигурно, знаете, задоволна мајка, срекна мајка прави срекни деца. А се тие срекни деца утре ќе бидат срекни возрастни кои ќе
ете, нели, нашата иднина, иднината нашата држава, кои ќе се грижат за нас, ние кога ќе остареме. Нормално дека е потребно да им се овозможи на сите жени во секој животен период, пред стапување во брак, за време на стапување, после бракот, пред бременост, после бременост, да имаат можност, да имаат достап до психолози, да имаат можност со некого да поразговараат за дилемите, за тоа како сега они ќе ги воспитаат своите деца за да не дојдат некои жени како нив на тие советувалишта. Значи, тоа би требало да биде еден систем. Ние имаме кадар, имаме професионалци, имаме луѓе кои може да го прават тоа. Комората на психолози е полна со членови лиценцирани психолози кои се супер се специализирале, се доедуцирале, се организирале, можат да го прават тоа. Би требало само системот на државата да го искористи ова. Се надевам дека ќе го слушнат овој повик оние кои што треба да го слушнат. Благодарам многу, Миријана, за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема секако ќе има продолжение. Да, ви благодарам и вас. Мислам 1 сат и 45 ми скративте од муабетот. Ви го должам во етапи. Да, нама навистина мислам ова е добро што го правите, зашто треба да се проговори, ако ништо друго луѓето почнат да размислуваат во тој правец. Па и оние што треба нешто да донесат одлуки. Јавното говорење има многу голем удел во целата приказна. Благодарам, Миријана.